Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно интервју. Програмата на владата на Република Македонија за периодот 2014-2018 останува на утврдениот курс за реализирање на приоритетите и целите на Македонија. Едно од нив е зголемување и раст на вработеноста, подобар и поквалитетен живот на граѓаните. Кои проекти ќе се реализираат во Македонија, но она што конкретно нас не интересира, кои проекти ќе се реализираат во североисточниот регион? Одговор на овие прашања ќе ни даде заменик председателот на владата на Република Македонија задолжен за економски прашања Владимир Пешевски. Добро вечер, добро дојдовте. Благодарам што сте вечерва дел од интервју и наш гости. Благодарам за поканата, ќе ми биде задоволство да одговорам на вашите прашања во интерес на вашите гледачи. Така. Господине Пешевски, партијата ВМРО-ДПМН ја започна серијата трибини низ градовите во Македонија во рамки на кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Што е идејата, конкретно целта и суштината на ваквите трибини? Основната тема водилка на целиот овој процес е да дојдеме до што поквалитетна политичка програма за следните парламентарни избори. ВМРО-ДПМН како политичка партија е позната по тоа дека ја црпи силата од народот и дека главните идеи досега што сме ги добивале и кои што сме ги реализирани како дел на претходните политички програми на ВМРО-ДПМН, кои што благодарение на поддршката од граѓаните се преточувале и во владени програми, се токму базирани на идеите од граѓаните. Ние гледаме дека нашите политички опоненти сега се обидуваат да не имитираат, па и тие да собираат идеи од граѓаните, но постои една значителна и суштинска разлика. Идеите што ние ги прифаќаме, ги преточуваме во писмена форма, во пишена политичка програма и потоцна тие се нашето ветување дека истото тоа ќе биде реализирано. Затоа и формиравме како политичка партија една поширока платформа за прибирање на идеи, од кои што една од активностите е ова што токму вечер ја спроведувавме во Куманово, а тоа е да еден поширок тим на функционери, имаме 4 вакви тима на функционери, на директни средби со граѓаните во општината, ги слушаат директно идеите од нив, тука на брзина се прави кратка евалуација, се доразработува идејата и она што понатаму ќе биде прифатено во целиот процес на правење на програмата ќе биде проточено во новата партиска програма. Задоволни ли сте од одзивот и заинтересираноста на граѓаните? Поминавте, доста голем број на градови. Што се слушнавте, што побара граѓаните на Македонија? Има најразлични идеи од сите области. Не би можел да издвојам некоја област посебно, но генерално пристапот на граѓаните е околу секојдневните проблеми. Она што ги мачи секојдневно, понекогаш идеите што ги даваат се однесуваат и на комунални проблеми или на надлежности што се во доменот на општините, на локалната власт. Ние не отфрламе ниту една идеја, бидејќи доколку не најде таа простор сега да влезе во програмата за парламентарните избори, ќе биде искористена за некои понатамошни избори, за локални избори, или пак некогаш кога се дава предлог за поединечен проблем, гледаме дали тој проблем ги афектира и други граѓани на други места, по тоа да направиме една поширока платформа, така да има сугестии навистина најразлични, од делот на подобрување или намалување на штетните ефекти врз животната средина, има дури во делот на енергетиката некои идеи, по некој пат се работи за едноставно постување на некој сообраќаен знак на некое место до конкретни политики и мерки во делот на здравството. Јас секогаш кажувам, со максимална сериозност пристапуваме кон секоја идеја, бидејќи често пати поради позади некој едноставен предлог кој доаѓа од граѓаните, може да се препознае системска слабост со која што ако се реши, ќе се реши прашањето или некој проблем на голема група на граѓани и така се креираат и соодветни мерки и политики. Куманово домаќин, одржавте трибина во Куманово. Што побараа кумановци? Може ли нешто конкретно да ни одвоите, што дискутиравте со нив, какви идеи и проекти побараа тие? Како и во другите градови, имаше навистина доста квалитетни и интересни идеи. Во интерес на времето нема сите да ги образложам, но трибината траеше речиси полни 2 часа. Претходно граѓаните има можност на посебен штанд да ги запишат, да ги дадат своите идеи. Имаше идеи од делот на комуналното уредување, имаше од дел, како што кажав, и на заштита на животната средина, имаше една интересна идеја да граѓаните добиваат
една годишна сметка за комуналните услуги, доколку ги платат сите, за да не водат евиденција за години наназад, да не пропуштили да платили некоја сметка, но и се пожалија на еден проект дека во Куманово не е направен споменик на бранителите. Нешто што навистина треба да се направи, заслужува. Во голем број на градови не имаме такви споменици, овдека за жал такво нешто не е направено. Имаше и некои други коментари или забелешки од страна на исто на родители на починати бранители во 2001 година со една од тие групи. Јас закажав и директно средба во текот на утрешниот ден, бидејќи сакам подетално да ми го разложат проблемот, но не е само овој процес за да се креира партиската програма. Помалку се идентификуваат некои проблеми кои што бараат итно делување и ние нема да губиме време сега да се чекаат изборите да дојдат во април, па да се формира влада, па да се реализира таму некаде на есен. Што може да се направи сега, ќе биде направено сега. Така. Вие како партија постојано патувате низ градовите во Македонија, низ директните средби со граѓаните, слушате од нив какви проблеми имаат тие. За разлика од опозицијата, од предводена од Социјалдемократскиот сојуз, постојано обвинува дека тоа не е така. Како вие гледате на моменталната политичка состојба во земјава, конкретно еве на новите министри кои уште од самиот почеток, откако беа поставени за министри, во прашање го доведува и функционирањето на министерството? Видите, треба да се погледне ова низ една поширока перспектива. Значи, и новите министри кои што се од редовите на опозицијата, иако сега имаме една абсурдна ситуација да опозицијата учествува во опозицијата, односно да учествуваат во власта, но не како резултат на изборите, како резултат на политичка криза која што е иницирана токму од СДСМ. Во целиот тој процес што СДСМ го иницираше да дојде на власт на еден нелегитимен начин, почнувајќи го целиот процес врз основа на нелегално спроведена постапка за прислушкување на голем број на функционери. Затоа лицата што го правеле прислушкувањето дадоа соодветни признанија. Тие се и осудени, дел од нив извршуваат и затворска казна. За дел од нив процесот понатаму продолжува да се одвива, но сосема е јасно дека се работи за една нелегална активност која што има за крајна цел да дојде до промена на власта во Македонија на нелегитимен начин. И сега и овие министри да на еден начин се само дел од таа постапка или процес кој што треба да резултира со губење на поддршката на ВМРО ДПМН од граѓаните, но тоа не се случува. Бидејќи сите релевантни мерења на јавните мислења кои што се спроведуваат во континуитет од кога е започната кризата, покажуваат и понатаму многу силно водство на ВМРО ДПМН во делот на поддршката што има од граѓаните наспроти СДСМ. Значи, покрај сето тоа што го направија, покрај целата штета што направија на Република Македонија во делот на нејзината репутација, загрозување на економскиот раст, создавање на едно чувство на немир кај граѓаните, сепак граѓаните го препознаа кој е вистинскиот мотив и понатаму тие стојат и ја даваат поддршката на ВМРО ДПМН. Јас лично и на самите министри им реков, вие значи не може да сметате дека го имате целиот легитимитет што го има класичен министер кога ќе се формира влада. Кога се формира влада, политичката партија што ја формира владата или коалицијата има јасен легитимитет од граѓаните кој што се потврдува во парламентот и затоа и тие министри можат и целосно во полн капацитет да извршуваат својата улога. Сегашните министри се министри не како резултат на тој легитимитет, него како резултат на политички договор што треба да доведе до избори. И нивната задача, според моје мислење, треба да биде да она што е резултат на политичкиот договор да се погрижат да го спроведат. Доколку сметаат дека имало соодветни злоупотреби од тие министерства, во што јас апсолутно сум уверен дека не е случај, иако се разбира, никаде не постои во системот идеална варијанта, секаде има определени пропусти во работењето на секој човек. Јас за себе си признав дека сум правил пропусти ненамерни, нетенденциозни, верувам дека и некои од моите колеги во останатите министерства направиле, но немало некаква насочена намера тоа да се направи. Нивната улога на овие
новите министри и новите заменици да се спроведе она што е политички договор, да уште едно уверување добија дека изборниот процес и порано, но и сега ќе биде целосно регуларен, од таму ќе се црпи легитимитетот на следните избори на следната влада во целост и јас сум убеден дека ВМРО-ДПМН ќе освои власта, но овие министри сепак го немаат целосниот политички и правен легитимитет за целосно да управуваат со министерствата како што тоа го прави обичен министер. Треба да се погрижат да она што биле нивни сомневања, дека постојат соодветни или некакви злоупотреби, дека тоа нема да се случи, но и самите ќе видат постепено преку следењето на работата во самите министерства и резултатите на изборите ќе го покажат тоа, дека таквите да речам сомневања биле неосновани и дека повторно поддршката на народот ќе дојде на ВМРО-ДПМН. Сепак таа политичка криза можеме да кажеме дека на некој начин можеше негативно да се одрази врз економската политика во земјава. Еве конкретно последниот случај кога постоеше еден начин да не се исплатат пензиите, социјалната помош во државата. Видите, тука се покажува разликата во пристапот помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Многу е лесно да се обидите да се зацкриете зад демократиите и да кажувате ВМРО-ДПМН сака да го искористи задолжувањето или работата, функционирањето на буџетот со цел да влие на изборите. Но тоа едноставно не е точно. Значи, буџетите што ВМРО-ДПМН во изминатите години ги има спроведуване се буџетите со најсилна развојна компонента историски гледано. Ставката на капитални трошоци во континуитет растела. Точно е дека има изголемување на пензиите, точно е дека има изголемување на платите, но она што е мерка за тоа колку се задолжува една влада, тоа е буџетскиот дефицит и стапката на задолженост на државата. Таа се мери преку споредување на бруто домашниот производ на државата со вкупниот долг. По сите овие параметри, Македонија, владата води многу разумна и конзервативна буџетска политика. Значи, буџетскиот дефицит е континуирано под контрола, степенот на задолжување на државата е, дали се гледа централниот буџет или севкупно државниот долг или јавниот долг, едниот е 36, другиот е 42%, сепак се работи за ставки кои што се далеку под просекот во Европа и ја прават Македонија една од најмалку задолжените држави во Европа. Што значи, не сме го користеле ние буџетот како инструмент да прибереме пари за цел да ги подкупуваме гласачите како што тоа некој се обидува да го направи. Секоја нормална држава што функционира, кога ќе се изгласа буџетот, доколку тој има дефицит, предвидува и соодветни извори од кај ќе се финансира тој дефицит. И ништо од тоа што го прави Министерството за финансии не излегува вон оној буџет кој што е веќе одобрен во собранието, кој што не излегува од овие рамки кои што ги кажав, значи умерена задолженост и навистина мал буџетски дефицит. Но некој пат е лесно или да берем така мислат од СДСМ дека доволно да се каже спречивме задолжување со цел да се создаде впечат дека тие се грижат за државата, а ВМРО-ДПМН не се грижи за државата. Покажавме ние како се грижиме за државата, со тоа што се крира околу 150.000 нови работни места од кога ВМРО-ДПМН е на власт. Покажавме со тоа што стапките на раст кога немаше криза беа меѓу најголемите во Европа и сега повторно стапките на раст дури за време на кризата да се меѓу највисоките во Европа. Покажаме со тоа што носиме гринфилд инвестиции од надвор, покажаме со тоа што во самиот буџет, во самиот бруто домашен производ, ако го погледнете, имаме од 2006 до сега пораст на бруто инвестициите од износ од 1 милиарда на 2,7 милиарди евра. Значи, политиките се поставени правилно, но потребно е време да сите постепено ги почувствуваме бенефитите. Ние секој од нас е свесен дека некој негов пријател се вработил, некој отворил некој бизнис, неспорно е дека се уште имаме висока невработеност. Но да запамтиме, ние наследивме државата со највисок степен на невработеност од 38%. Последниот извештај кој што го е даден за стапката на невработеност од 26,8%. Значи некој е намалување од речиси 12% поени. Тоа не се случува случајно.
Затоа треба во континуитет да водите правилни Да се економски политики и мерки за да го дадете резултатот. И тоа не може никој да му го оспори на ВМРО да помене и ниту една меѓународна релевантна финансиска институција не го оспорува. Сите напротив велат дека она што го спроведува владата во рамките на целата коалиција е разумна политика, добра политика и треба да се продолжи. Простор за подобрување секогаш има, тоа е јасно. Ние за тоа работиме во континуитет, но глобално начинот на кој што е водена економијата, начинот на кој што е водена државата во изминатиот период е неспорно најквалитетен од независноста на Македонија до денес од било која влада што постоела претходно. Так. Неодамна владина делегација предводена од премиерот Никола Груевски, во која секако бевте и вие, беше на самитот во Кина, во чии рамки остваривте повеќе средби со кинески компании. Какви се резултатите од средбите? Заинтересиран ли е кинескиот пазар да инвестира во Македонија со оглед на поволностите кои што ги нуди Македонија за една од државите, односно држава која што има најдобри поволни услови за водење и почнување бизнис? Работите во Кина се менуваат на позитивно гледано за нас. Имено нашите средби со кинеските компании се одвиваат години наназад. Нашата политика за привлекување на странски директни инвестиции кои што понатаму кога ќе дојдат овде дека резултираат и со проширување на инвестициите на домашните компании кои што се нивни добавувачи, во континуитет дава добри резултати. Но во случајот со кинеските компании, морам да кажам дека некаде пред 4-5 години степенот на предприемништво кај нив беше на многу пониско ниво отколку што е денес. Јас искрено сум многу позитивно изненаден од брзината на трансформацијата и спремноста на кинеските компании да освојуваат пазари надвор од Кина. Ние презентиравме пред самиот кинески премиер неколку проекти за кои што ќе биде потребна и политичка поддршка од нивна страна. Сите се насочени кон економијата, значи нема ниту еден кој што не е насочен кон економијата, но остваривме и средби со директни средби со околу 40 на компании, и тоа на посебни сесии. Со дел од нив се среќаваше премиерот, со дел од нив се среќавав јас, со некои се среќававме заедно, со дел се среќаваше и заменик министерот за економија. Од сите почувствувавме многу поголема спремност да реално дојдат и да ги отпочнеме преговорите за градење на некаков производствен погон, логистички центар или нешто слично во Република Македонија. Кинеската влада го има препознаено коридорот 10, кој што поминува низ Македонија како еден од стратешки најважните за нивен пробив на европскиот пазар. Имено и сега робата која доаѓа од далечниот исток, традиционално поминува низ Суетскиот канал, низ Медитеранот и завршува околу Шпанија, преку бродови се носи до Ротердам и до Хамбург како најголеми пристаништа во Европа. Но овој пат тука низ Медитеранот и околу Европа трае 2 недели. Ако се направи пристаништето главно да биде во Грција и потоа робата се транспортира низ Македонија, Србија и доаѓа до Централна Европа, се штеди на 2 недели на тој пат, и токму затоа тие го имаат и закупено на 30 годишна концесија пристаништето во Пиреа и се залагаат за идејата за градење на брза железница од Атина до Будимпешта. Процесот е веќе започнат, меморандуми за разбирање се подпишани со сите држави, вклучително и со Македонија. Првата секција веќе се договори сега да се гради од Будимпешта до Белград, но тоа е само чекор понатаму. Значи, долгорочно ако гледаме, Македонија се наоѓа на коридорот 10 кој што ќе има клучно логистичко значење. И правилното позиционирање во оваа фаза ќе значи многу поголем наплив на инвестиции во иднина. И тоа е она што го правиме сега. Дел од позитивните ефекти на оваа посета и на претходните напори и сега имаме и средби кои што следат после тоа. За 2 дена јас имам со цел тим средба со кинескиот амбасадор да видиме кои се следните чекори, што можеме тука да направиме да ги забрзаме процесите, но ќе резултира со многу поголем влез на кинески инвестиции во Република Македонија. Може и иде потребно определено време, но основата е поставена и треба да се продолжи да се движиме по таа насока. Но краткиот одговор е долгорочно очекувам многу добри успеси и многу поголемо заселување на трговијата и инвестициите помеѓу Република Македонија и Кина.
Премиерот Никола Груевски постојано е на средби со граѓаните, беше во посета и на североисточниот регион, конкретно во некои населби и села, и директно од жителите слушнав за нивните проблеми и нивното секојдневие, се извинувам. Жителите на село Романовци, кое што се наоѓа во склоп на општината Куманово, побара да се реши нивниот децениски проблем со канализационата мрежа, за како што рече и министерот за транспорт и врски, средствата стојат и се обезбедени преку Министерството за транспорт и врски, но проектот и тие средства стојат неискористени. Што е потребно да се направи за да се реши овој децениски проблем? Видите, со Куманово во континуитет постои проблем во искористување на така наречената таа грантова шема, иако од аспект на владата се работи за кредитна линија од Европската инвестициона банка, каде како влада подигнавме кредит од 50 милиони евра, кои што како влада им го подаруваме условно или ги даваме како грант, како неповратни средства на општините за изградба на водоводни и канализациони системи. Постои соодветна методологија која што зема во предвид големината на општината, бројот на населени места и вкупното население во општината со различни тежински фактори. Врз основа на тоа направена распределба која општина колку средства може да искористи врз основа на ова грантова шема што е од страна на владата. Значи на Куманово како на општина Куманово како општина која има и голема територија, и голем број на населени места, и големо население и припаѓаат голем број, висок износ на средства од неколку милиони евра, но за да ги добиете потребно е општината да изготви соодветен проект, бидејќи таков е договорот со Европската инвестициона банка. Тој проект да се поднесе до Министерството за транспорт, ако е согласно позитивната законска регулатива, како што го кажува флоскулата, односно ако е во ред проектот, едноставно кажано, средствата се одобруваат, се префрлаат на општината и таа може да отпочне со реализација. Но може да отпочне општината. Не може централната власт, иако ги имаме парите, иако ги даваме како подарок, условно речено, иако повторно треба тоа да се свати во поширока смисла на зборот. Сите граѓани ќе ги враќаат овие средства, но за да не ги теретиме буџетите на општините, бидејќи дел од нив се наоѓаат во тешка состојба, ги даваме како неповратни средства од страна на централна власт, но мора општината да подготви проект. За жал овој проблем ни се повторува, значи со неколку општини каде што градоначалниците едноставно не покажуваат доволно слух да ги искористат овие средства. Јас се користам можноста да апелирам уште еднаш до општината Куманово, до градоначалникот да ги искористи овие средства, бидејќи во крајна линија, дури ако му е целта политичка, јас сум сигурен дека и тој сака да учествува и да победи на следните избори, најдобар начин е да направи проекти кои што ги бидат во интерес на граѓаните. Еве нека ги собере и тие политички поени, нас нема да ни пречи, но да направиме нешто за граѓаните. Тоа е целта. Господине Пешевски, што е предвидено да се направи за Куманово? Постои ли некој проект во вашата програма во блиска иднина кој ќе го реализирате? Еве, да очекуваме ли некоја инвестиција? Ние работиме во континуитет за привлекување на инвестиции на територијата на цела Република Македонија. Значи, доста често поради стратешката положба на Куманово разговараме со инвеститори и нудиме неколку локации што се во близина на Куманово. Во момент разговараме дури со една компанија која што е вака прилично позната на светско ниво, да во близина на Куманово направи еден вака позначаен погон, но ние секојаш велиме оставаме на инвеститорите да ги соопштат нивните инвестициони планови. Не сакаме ние да преземаме одговорност за ветување што го прави некој друг. Куманово е град со богата индустријска традиција. Верувам дека и во некои од погоните кои што се презема од страна на некои локални инвеститори, работиме на тоа да донесеме инвестиции во нив, да се искористат и постоечките објекти. И јас сум прилично убеден дека во скоро време ќе имаме позитивни вести за Куманово, за неколку инвестиции, но како што реков, се држиме до праксата да не ги објавуваме имињата се додека самите компании тоа не го направат. За разлика од Куманово, Крива Паланка веќе има инвестиција која што, односно фабрика, тоа е текстилна фабрика која отвори во Крива Паланка, станува збор за Веибо Груп, текстилна компанија од Турција. Што, односно, кои се придобивките, што доби градот со оваа инвестиција и оваа фабрика?
Вака, значи со Weibo Group преговорите и плановите се одвиваа на две нивоа. Едно беше отварање на текстилна фабрика во Куманово, иако во Крива Паланка се извинувам, иако оригиналната идеја беше да се отвори многу поголем погон во индустријската, во слободната економска зона во близина на Ранковце. Но дел од барањата кои што Weibo Group ги испорача до владата во подесначна фаза на преговорите, има во себе, во содржа елементи кои што излегува во нормални економски рамки. И на еден начин ќе влијае на сосема поинакво доживување на политичките односи и функционирањето на Weibo Group и на вистинските, да кажам, мотиви долгорочно гледано. Некако на дел од тие барања ние како влада не можевме да одговориме, бидејќи секогаш треба да се води сметка дека не секоја инвестиција треба да се добие по секоја цена. Многу често опозицијата смета дека ние даваме интензивна државна помош на некои странски компании за тие да дојдат овдека. Верувајте, секогаш кога се преговара со било која странска компанија, водиме сметка за интересот на државата. Ние не сме ги коментирале, но постоеле голем број на инвеститори кои што доаѓале, кои што барале нешто од Република Македонија, од владата, кои што ние сме процениле дека политички, економски, стратешки или од некоја друга причина, тие нивни барања нема да бидат добри за нас и покрај тоа што ќе креираат нови работни места. Ќе предизвикале некој друг негативен ефект на друго место и заради тоа тие барања сме ги одбивале. Тоа не е нешто што може да го промовирате и затоа е нешто што треба да имате одговорност и кон сопствената држава. Во случајот со Weibo се договоривме дека треба да се држат до она што е нивна основна дејност, ја преземаа фабриката во Крива Паланка и она што е добро, во континуитет го зголемуваат бројот на нови работни места. Ако добро се сеќавам, тие релативно скоро објавија дека ќе го зголемат бројот на вработување до 1000, што за град како Крива Паланка, кој што не е многу голем, ќе значи навистина многу голем број на луѓе кои што не се само од Крива Паланка, туку од населените места околу Крива Паланка ќе најдат вработување овдека и мислам дека ако може да се говори за некаков мини економски препород на Паланка, тој ќе се случи благодарение на Weibo Group. Но, повторно кажам, нивната поголема инвестиција се одложи или во овој момент тие планови се одложија, бидејќи навистина проценивме дека она што тие го бараа за да ние го реализираме како влада, долгорочно немаше да биде во интерес на граѓаните. Но ја одбравме и оваа опција која што повторно е добра опција за град како Крива Паланка, кој што не е прегусто населен, навистина верувам дека ќе значи многу. Така. Текстилната компанија од неодамна се соочува со недостиг на квалификувана работна сила. Како ќе се реши овој недостиг? Видите, ние имаме низа на програми преку Агенцијата за вработување каде што на Република Македонија каде што може да се направи преквалификација. Исто така ќе им помогнеме и во делот на превоз на работниците кои што не мора да доаѓаат непосредно од самиот град, туку можеби и тоа беше да бидам искрен и оригиналната идеја позади инвестицијата во Ранковце, да дел од вработените се носат од соседните општини, од Ранковце, од Куманово, од Кратово, па ако требаше дури и од Пробиштип, со организиран транспорт. Дел од тие активности ќе ги спроведеме и сега, но верувате, добар е тој проблем да се има. Секогаш кога има недостаток на работна сила, следниот ефект е зголемување на платите. И кога ќе почне да се зголемуваат платите на едно место, едноставно во сите сектори се прелева тој ефект, бидејќи луѓето тогаш ќе почнат да бегаат кој што дава повисоки плати и настанува нивелација на едно повисоко ниво. И тоа е како во суштина настанува подигнување на животниот стандард. Во западните држави постојат високи плати бидејќи низа на години стапката на вработеност е ниска и постои континуирано барање за квалитетна работна сила. И секогаш работодавачот дава екстра за да привлече што поквалитетна работна сила и во таа борба да се привлечат што поквалитетни работници, платите растат. И ако тоа продолжи во континуитет низа на години,
Се случува па и друг ефект. Покрај растењето на платите, работодавачите размислуваат и како поефикасно и како попродуктивни да ги направат работниците и ги подигнуваат и технологиите што ги користат, едноставно подобро да искористат работната сила. Севкупниот ефект е многу поголем економски развој на државата, нови технологии, подигање на животниот стандард на граѓаните. И ние ова како стратегија го имаме смислено и ние план што го реализираме, но со една подолгорочна визија. Значи, потребно некаде 20 на години, еве, околу 8-9 години сме веќе на тој пат. Мислам дека ќе продолжиме исто во таа насока и во наредните години, да прво го решите прашањето на невработеноста, а подосна со низа на други стимулативни мерки ги стимулирате компаниите да инвестираат во нови технологии, се зголемува продуктивноста на трудот и економскиот раст е брз. И тогаш поминувате од држава во развој во развиена држава. И тоа е нашата конечна цел. Освен оваа придобивка од оваа текстилна компанија, ќе имаат придобивки од експресниот пат Крива Паланка Ранковце, кој веќе следната година ќе започне да се гради и ќе стане реалност. Веќе подпишавте договор за заем од Светска банка во износ од 83 милиони евра. Што ќе значи овој пат? За да имате квалитетен раст на економијата, постојат неколку предуслови. Еден од предусловите е да имате стабилна политичка клима. Тоа, еве, до резултати, до ефекти од оваа криза, до некаде го имавме, но тоа е веќе едно мало нарушување. Второ што е потребно да имате стабилна макроекономска состојба во државата. Тоа значи буџетскиот дефицит да ви е под контрола, степен на задолжување да е низок до умерен, курсот на локалната валута во овој случај на денарот да е стабилен, тоа го имаме, девизните резерви да се на доволно високо ниво за 3-месечно покривање на увозот, тоа го имаме, инфлацијата да е под контрола, тоа го имаме. Значи, тоа е вака вториот сет на елементи. Третиот сет на елементи е да имате квалитетна инфраструктура. Бидејќи може да имате колку год сакате вие добра макроекономска политика или дури да е земјата политички стабилна, еве Монголија има сите параметри се стабилни, ама има катастрофална инфраструктура, сега ја кажувам како држава, не може да има забрзан економски развој. Затоа е потребно паралелно со мерките за подобрување на бизнис климата, за макроекономската стабилност, ќе дојдеме до мерките за образование, да имате квалитетна инфраструктура и добра поврзаност со соседните пазари. Проблемот на Македонија, главниот хендикеп на економски план е малиот пазар. Со 2 милиона луѓе колку што ги имаме и со куповната моќ која што традиционално постои кај нас, многу е тешко да привлечете сериозни и големи странски инвеститори кои што би биле привлечени поради големината на пазарот. Затоа ние викаме добро, ако ја поврземе државата добро со инфраструктура со соседните држави и ако вие останативе параметри ги држиме стабилни, имаме доволен број на договори за слободна трговија, тогаш од Македонија преку квалитетна инфраструктура може да обслужувате многу поширок пазар и тоа ќе правите државата многу поконкурентна и поатрактивна за инвестирање. Значи, тоа е премислата позади инвестирањето во инфраструктура. Низ Македонија поминува два паневропски коридори. Коридорот 10 што оди од Грција низ Македонија кон Србија и низ кој се традиционално поради подобрата географска положба на самиот коридор, но и традиционалните врски што се граделе север-југ е многу поизграден. Таму имаме железница во целата должина и имавме до доаѓањето на ВМРО ДПМН и добар дел од изграден автопат, но не целосно. Затоа одлучиме, дај прво главниот коридор да го решиме, низ него се одвива 90% од трговијата во овој момент што се однесува до увозот и извозот и тука беше оној пат Демир Капија Смоквица, автопатот и така натаму. Но ако сакате да одите на следно ниво, треба да се поврзете и по коридорот исток на запад, кој што стратешки е исто важен. По него сега нема преголема трговија, ама ако не го направите, нема ни да има. И затоа се пристапи и кон активности за градење на овој коридор. И овој проект што го спомнувате има две цели. Едно е да помогне на граѓаните од тој регион, значи Крива Паланка, Ранковце, Куманово, тука гравитира низ тој пат и Кратово и Пробишти има добра врска преку Кратово, значи во релативно добра состојба тој пат,
да тие меѓу себе комуницираат на поквалитетен начин, но пошироката слика е да овој коридор се комплетира и да трговијата со Бугарија се зголеми. Постојат анализи кои што велат дека ако се заврши овој пат, треба да го завршиме и делот од, имаме и на тоа работиме, од Крива Паланка до границата да се обнови на неколку места и да се скратат некои кривини, дека за 5 до 10 години за преку 200% ќе се зголеми сообраќајот и трговијата по овој коридор. И тука се ефектите што ги очекуваме. Во тој крај има и релативно пристојни потенцијали за развој на туризмот, и доколку луѓето брзо патуваат, исто така ќе бидат попристапни овие локации, така што ако се погледне пристапот, така се вика, пристап до основни животни услуги, тој ќе биде подобрен со овој проект, ќе биде значење за туризмот исто позитивно, зголемување на трговијата исто позитивно, како долгорочни ефекти. Како краткорочни ефекти се знае, градењето на било што создава нови работни места во периодот на градење и во еден период ќе помогне, значи, дури за намалување на невработеноста. Но долгорочно, кога ќе биде тој завршен, тогаш и градењето на индустријски зони во овој регион ќе има многу повеќе смисла, бидејќи сега компаниите не, и овие што се глобалните велат, не одиме на места каде што не можеме преку квалитетен пат брзо да дојдеме до коридорот 10. Ова ќе им го возможи токму тоа и тогаш и зоната што е во Ранковце, но и другите индустријски зони што ги стимулираме сите, ќе има соодветно таква индустријска и слободна зона и во Кратово се планира и се работи, тогаш тие ќе добијат на уште поголем значај и ќе значи оние ефекти што пред малку ги спомнавме. Нови работни места, зголемување на животниот стандард и така натаму. И железничкиот сообраќај и на железничкиот сообраќај постојано се работи и тој се модернизира. До каде се работите на терен со изградбата на железничката пруга? Значи, самиот проект што е поврзување на Куманово со, односно на Македонија со Бугарија, во суштина значи градење на пруга од Куманово до прво до Крива Паланка, па од Крива Паланка нели до граничниот премин. Проектот е поделен во 3 фази. Значи првата фаза е од Куманово до Белјаковци и на таа веќе се работи, средствата се обезбедени, активностите се во тек. Се соочуваме, морам да признаам, со определени предизвици на терен кои што се од логистичка природа. Не се одвиваат работите со темпото со кое што го посакуваме, но работиме во континуитет и тие проблеми ќе бидат надминати. За другите две секции, исто во напредна фаза сме и за втората секција, од Белјаковци до Крива Паланка. Најголем предизвик ќе биде третата секција, од Крива Паланка до самата граница, бидејќи се работи за исклучително тежок терен и ако се гледа по километар должен, таа секција ќе чини 2 пати повеќе него овие претходниве. Но идејата е прво дај да стигнеме до некаде, се вели, значи ако се стигне до Крива Паланка, веќе имате населено место до кое што може да се патува со воз, а понатаму кога е веќе тоа толку блиску, јас верувам дека ќе имаме пристапи до определени европски фондови, како што има Бугарија, и тие ќе бидат искористени. Но да се вратам на претходното прашање, ова е дел од комплетирање на идејата на коридорот 8, бидејќи тогаш ќе бидат овозможени и трговијата да биде олеснета, тогаш веќе пристаништето што е во Бургас, каде што Бугарија има голем дел од својата трговија, станува интересна дестинација и за нас. Во овој момент ни се чини предалечно, но тогаш веќе ќе стане и тоа, бидејќи и пристаништето во Бургас па е еден собирен центар за трговија со Русија, со бившите советски републики во тој дел, Туркменистан, Казахстан и така натаму, така што ќе се отворат веќе нови перспективи. Така да долгорочно, стратешко овој проект е многу важен за нас, иако во краток временски рок нема да бидат драматично позитивни економските ефекти, но одговорна влада размислува не само за тоа што ќе се случи до следните избори, туку што ќе се случи со државата во следното столетие. Споменавме за Куманово и за Крива Паланка, секако заслужува да споменеме и за Кратово, кој што е еден од најчесто, можеби, посетуваните градови во овој регион, како поради својата местоположба. Што со овој град ќе спроведувате ли некоја инвестиција таму? Значи, за Кратово се планира формирање на слободна економска зона. Тој проект го води вице-премиерот Ставровски.
и министр за финансии. И идејата ни е токму тоа, она индустрија која што некогаш постоеше во Кратово и која што низ текот на годините, низ транзицијата некако згасна, што придонесе за создавање на голема невработени со големо иселување. Ние сведоци сме дека бројот на населението во Кратово се намалува драматично, младите си ја бараат иднината или се иселуваат низ други места во Македонија, дел од нив неизбежно патуваат и во странство и таму бараат работа. Мислам дека тој процес ќе го со формирање на оваа слободна економска зона, дека тој процес ќе го сопреме. Трошокот за работна сила за живење во Кратово не е висок и мислам дека на инвеститорите ќе им биде интересен како инвестициска дестинација. Но ќе се вратам на претходните две идеи и двата проекти што ги спомнавте. Самиот пат, експресен пат што ќе биде направен од Крива Паланка до Страцин, тоа е местото од кај што ќе се почнува, како и финиширањето на пругата ќе значи и поголемо заживување за Кратово и поголема привлечност на самата индустријска зона. Кратово има и добар туристички потенцијал. Разговарам и со неколку инвеститори во делот на рударството. Има и сосема солидни наоѓалишта на определени метали. Верувам дека дел и од тие проекти ќе се реализираат, така што во еден среднорочен рок, мислам дека Кратово ќе добие на економски значај многу повеќе толку што е тоа денес. И го немаме заборавено Кратово. Јас имам и посебна обврска, бидејќи имам определено татко ми е, по потекло од тој крај. Затоа јас се водам и како по потекло од Крива Паланка и од Кратово и од Ранковци, бидејќи селото кај што е токму некако на тромеѓе и имам роднини во сите места, но на страна личниот интерес, тоа само за мене сум имал можност лично да се уверам во дел од тешката економска состојба која што тие се соочуваат и да речем сум бил дополнително стимулиран и мотивиран да помогнам оно колку што можам. Куманово беше домаќин. Кога да ВМРО ДПМН е со трибина во Кратово и Крива Паланка и каде уште ќе спроведете вакви трибини? Па, тимот за кој што сум јас задолжен, како што кажав, има 4 тима, на својата агенда ги има и Кратово и Крива Паланка. Мислам дека до крајот на годината ќе ги посетам заедно со тимот и Кратово и Крива Паланка. Имаме и голем број на други населени места, ќе одиме во Македонска Каменица, ќе одиме во Делчево. Зборам за мојот тим, низ Струмичкиот крај, низ Западна Македонија. Она што премиерот Груевски го кажа, дека ќе отидеме во сите населени места, тоа ќе го направиме, така што граѓаните и од овие два града ќе имаат можност да кажат, да презентираат дел од своите идеи и предлози и како и за Крива Паланка, сето она што има смисла, што има логика, ќе најдеме начин да го вградиме во програмата и понатаму да го реализираме. Така. Не само североисточниот регион, туку сите градови, односно граѓани во Македонија ќе имаат можност да искажат своји идеи и проекти, да се надеваме дека се она што тие ќе го кажат ќе најде на ваше разбирање и сето тоа вие ќе го исполните. Тука ми останува само да ви се заблагодарам што одвоивте време и бевте гостин во интервју, па да се надеваме на некоја наредна средба да ни презентирате уште нови проекти. Благодарам уште еднаш за поканата, за можноста да се обратам на вашите гледачи. Јас сум сигурен дека на овој проект на прибирање на идеи ќе биде успешен, дека граѓаните кои што ќе ги дадат своите идеи ќе ги препознаат тие во програмата и она што е стандардно работење на ВМРО ДПМН, да она што го оставаме во програма е наше предизборно ветување кое што го реализираме ќе биде повторно направено, повторно во интерес на граѓаните, дека сите ние заедно еден ден ќе видиме Македонија уште понапредна и просперитетно од она што е денес. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, толку и во ова интервју. Ви посакувам пријатна вечер.